Кажи, да. Добро, разбрав. Јавувај се почесто, добро? Да не си се осмилила да ме загрижиш. Ајде, чувај се. Добро? Добро, ајде. Јудјун, се јави од телефонот на Маџер Исмаил. Рече дека избегале дека отишло со автобус. Сониф и кусиот Исмаил избегале. Добре. И што се случи? Тука ќе дојдат? Не, некое време ќе бегаат. Не сакав да ти кажам за тоа, ама господин Дузгјун е виновен за тоа. Можеш да видиш каков притисок прави. Но ќе биде добро ако работата се реши само со договор. Ќе биде, Илгјун. Со сила, ама ќе биде. Не грижи се, сепак татко ти не е безчувствителен и ти го знаеш тоа. Кога ќе се смират нештата, неговото срце ќе смекне. Дај Боже. Ајде одиме. Бога ми ја дознавме тајната. На сите ќе им го покажам видеото што го направивме. Ќе го посрамотам тој коптагел. Не може, девојка. Зошто бе да не може? Мора бе да им кажеме на сите за да ја спасиме сестра ни. Уништиме среќата, не може така, не. Секулна. Ако дознаат сите, ќе бидат несрекни. Ќе им се сруши светот. Не може да им го направиме тоа на двајца кои толку многу се сакаат. Абе, дадо, на чија страна си ти, жити Бога? И онака многу долго ја криеме таа лага, треба ли да бидеме загрижени? Мислам, сакаме на сите да им кажеме за таа лага, нели така? Не можеме да го направиме тоа пред сите. Ќе направиме нешто лошо со нивната љубов, разбираш? Нема да направиме ништо додека не го покажеме ова на Илгјун. Точка, дај телефонот, ајде. Абе, телефонот е мој, бе, да доврати ми го. Молчи, девојко, јас сум постара. Како ќе кажам, така ќе биде. Каде сте вие? Ве барам, ми се искочи телефонот. Мислев дека сте се изгубиле. Каде сте вие? Каде да бидем, Ерол? Ни требаше твоја помош, ама ти ништо не правиш кој што треба. Се исплашив што ќе му кажам сега на господин Дузгјун. Се исплаши не затоа што се изгубивме, зашто не знаеш што да му кажеш на татко ми. Е многу убаво, секоја чест. Што реков сега? Што уште можеш да кажеш, бе, Ерол? Уште не знаеш што би можел да ја кажеш на девојката. Е многу убаво. Назгјун. Боже, што викаш? Многу ме исплаши. Што се дереш? Што правиш тамо толку време? И зошто се плашиш така? Размислував за нешто, затоа се исплашив. И тебе ли треба да ти давам очет? Ајде, отвори врата да влезам. Тргли се. Бато, зошто ја затвори вратата? Молчи, девојка, молчи. Ќе ти пукам о глава. Ме шпионираш, а? Бато, зошто треба да бидеме затворени сред бел ден? Молчи, не зборувај. Бато, Коптагел и другите ќе си дојдат наскоро, ќе мора да ја отвориме. Да отворам, како да отворам и што ќе биде? Бисери ли ќе ви паѓаат? Господи Боже, кога ќе дојде Коптагел, со што ќе дојде? Да,
Многу го сакам минибусот, нели? Да можеше ке го внесеше и дома. Види, сама со себе разговараш. Кој ќе стигнат ќе бидат решени сите проблеми. Какви проблеми, бато? Туристичките проблеми. Прости ми, Боже. Проблемите со Лас, Исмаил, одеднаш ќе излезе и јас ќе гледам. Апа. Добро. Ама Ласи Исмаил отиде и влезе во минибусот. Рекоа дека одат во Истанбул, бато. На тоа ниво ли паднате? Господи Боже, може би ќе се врати, може би не отишол никаде? Слушај му. Отвори и очите и подобро помогни ми да наблюдувам. Со овие очи? Господи Боже, што направив? Не зборувај тука напразно. Туку наблюдувај наоколу, внимавај на околината. Штом татко ти нема да биде тука, ќе останам со тебе. Не може така. Ке рашират гласини за нас. Какви гласини? Куќава ни припаѓа и на нас. И јас бев таму претходно. Види, и Ерол е на наша страна. Сакам да разговарам со тебе, сакам да разговарам до Сабајле. Разбери ме. Ајде, те молам, немој да ме одбиеш. Те молам, те молам, те молам. Добро тогаш, ке смислиме нешто. А што ќе биде понатаму, ќе биде. Илгјун, ти се јави ли, господин Дузгун? Ми падна во вода и ми се расипа телефонот. Се јави тато, рече дека му се јавила тетка ми. Знаеш ли што се случило? Ѓулѓун ја грабнала. Не требаше да ја пуштиме да оди. Не знам на вистина. Татко ми отиде таму. Дај Боже, ке ни се јави. Јас ќе ја штитеп и никој немаше да ја грабне така. И ако го неба господин Дузгун вечерба, нема да можам да спијам. Ме разбравте? Готов сум јас. Добро, добро. Не грижи се, ќе останам со вас вечерва. Заедно ќе се грижиме за девојките. Господа ве награди, фала. Дојдо. Завршивте ли во рете? Завршивме, да. Завршивме, да. Тетка Елмаз, дај ми една таблета од тие што ги купи во аптека. Ме боли завод. Па, всушност, ја баравме аптеката, ама не можевме да ја најдеме, па не купивме ни лекови. Ама рековте сте завршиле. Па, барајќи ја аптеката, тргнавме на прошетка на свеж воздух и веројатно многу ми годеше. Веќе ми беше подобро и Коптагел рече да не купуваме. Што да правам? На тетка ми дадов малку масажа, ја измасирав од вратот и главата, малку и подобро и дојде, разбираш? Да, добро сум сега. А како и направивте масажа на главата? Сакаш и тебе да ти направам? Ајде ќе те измасирам и тебе, не е проблем. Ајде, те болат забите или што е? Добро бе, не реков ништо, не лути се толку. Нема проблем. Не, Сонгјун, дадино размазена си како 5-годишно дете. Се што ќе дојде на ум си го кажува гласно. Добро, не должете. Ако сте завршиле се, нема проблем, нели? Овде си Даданахиде и другите. Илгјун, девојко, се враќаме ли? Да, Даданахиде. Вас ве чекавме. Па што сме тука да си одиме веќе? Инаку Коптагел. Абе, многу ни се допадна. Вратете не на ова место пак. Господје Нахиде, цел град нека биде ваш. Нас најважно ни е да сте задоволни муштериите. Ако сакате да дојдете во Мармарис ќе ве донесам, ако не, јас лично ќе ви го донесам Мармарис кај вас. Бе, каков лав си ти. Што е бе сега ова во село, вака ли си те покажуваат љубовта, Вака ја покажуваме љубовта ние, Дака. Добро, имаш 100 бола од мене. Ајде дома. Да одиме, ајде. Ајде, одиме. Чекај малку да отворам вратата со... Само малку. Драма. Само малку, вратата е отворена. Како бе отворена? Ете, повели. Абе, Толку лесно се отвори. чекај да не влегол некој крадец во мојот скапоцен минибус, Фердо? Крадец? Да. Внатре е кутијата. Чекај, Елмас, не влегувајте во минибусот, никако. Добро. Тука беше. Ја нема. Брат, немој да допираш, може да има отпечатоци и такви работи. Како можам да не оставам кога веќе допрев овде? Што ме така, барем немој да притискаш каде што се отпечатоците на крадецот. Чекај, застани малку. Чекај. Добре, фотографиите се тука, не ги земал на место си се. Јас ти велам, ја нема кутијата, види за што се грижиш. Фердо, немој да ми се дереш мене, Господе Боже. Ако е украле, ти си ја ставил таму. Сега мене ми вика, што ти е срам да ти е? Ајде излези надвор, ќе викам полиција, ајде брзо. Оди. Ја нема кутијата? Нема кутијата. Не, ја нема, ја зеле. А каква е таа кутија? Татко ти што ни ја даде. Што? Тоа значи дека ви го украле наследството. Не можам да верувам. Кој можел да украде стара кутија? Кој би ја зел таа кутија? Слушајте то.
Вие останавте, не ја зедовте вие. Тетино, луд ли си, зошто би ја зела? Абе, Ферид, како разговараш така со тетка ти? Какви се овие чудни зборови? Каде да знам, зете, мислев да не се шегувате. Не, тетино, Коптагел и јас не поминавме од кај минибусот. Господе Боже, ајде молчи, не зборувај така. Ќе викнам полиција, нека дојдат. Јави се, јави се. Бато, ќе пукаш ли кога ќе дојде Коптагел и другите? Што ќе направиш? Ајде, кажи ми де, што ќе направиш, Бато? Коптагел и другите ќе дојдат со минибусот од таа страна. Ќе се симнам брзо и ќе ги одврзам звоната. Нема да зазвона звоната. Не зборуве непотребно. Продолжи да гледаш. Добро, Бато. Што е ова, бе? Дојде некој. Скри се, скри се. Што правиш, бе? Покажи се, крени ги рацете. Кој е таму? Јас сум Фазил. Фазил, што правиш тука? Доаѓам кај вас дома, е. Дојди горе, дојди горе. Дојди, девојко. Отвори врата, стани, отвори ја вратата. Добро, Бато. Господи Боже, Господи Боже. Синко, пушка ли беше ова? Да, што е ова? Бе? Што се случува? Господи, ајде да одиме да видиме. Што се случува? Господи Боже. Добро, добро. Напи се вода и седни овде. Што правиш ти, бе, пријателе? Во мене најде да пукаш на вистина? Види, не мислев дека си ти. Го ловам Лас Исмаил. Во ред, последниот пат влезе во моја територија. Нема да го дозволам тоа. А, значи да не бев јас току Ласа Исмаил ќе го застрелаше него, така ли? Не, пукав само за да те исплачам. Зошто дојде ти овде? Па дојдов за Бајрам, нели си ти старешина на ова село овде, нели е така? Старешина сум. Убаво велиш. Слушај, донеси му сладко на Фазил. Знам дека многу сака сладко. Имаме кадаи. Кадаив ли имате? Многу сакам кадаив. Сестро, донеси повеќе. Колку долго немам јадено кадаив, не си свесна. Дај да јадам. Донеси голема чинија и стави до него јогурт. Добро, Бато. И стави малку цимет во јогуртот, изгледа многу вкусно, така пробај ти да видиш, многу е убаво, навистина. Добро, ќе пробам. Боже, како може да јаде толку овој? Не разбирам. Навистина не разбирам. Ајде, вие подпишете се овде. Подпишувам. Пардон. Мојот подпис е малку подлог. Ако има некоја информација, ќе ви се јавиме. Нека ја сопомин. Ви благодарам. Фала ви многу, Слушаме. лесна работа. Благодарам многу. И? Што сега толку? Не, сега ќе дојдат други нивни колеги. Господе Боже, Фердо, секако дека е толку. А што друго може да направат? Не разбирам, бајде. Колку пати праша каква е таа кутија? И што реков јас? Реков дека е стара кутија, така и повторно ме прашува. Прашува што има внатре, јас велам не знам. И што може да направи полицијата? Ајде кажи ми ти да си на нивно место. Ти што ќе направиш, а? Коптагел е во право, тетино, не знаат тие што има внатре. Синко, ајде да си одиме веќе. Полицијата ќе ја бара кутијата, така ли? Кога ќе дознаат нешто, ќе ни се јават, нели? Ајде да си одиме. Ајде, Ферид. Добро, да одиме. Ајде патници на закликај, никој да не заостане! Сите се тука, зошто викаш? Не знам, устата сама ми вика, ете, вака сум се навикнал, тоа е, сега како и секогаш. Ајде! Ајде да одиме. Ајде полека влегувајте, еден по еден, ајде влегувајте слободно. Ајде, девојки, влегувајте. Отворена е вратата, ајде слободно. Бабичке, бабо! Ајде влегувај. Ајде девојко, ајде влегувајте. Ајде лице. Абе, не знаеме што се наоѓа во таа кутија. А што ќе мене луѓето таа кутија не разбирам, а? Добар ден. Добар ден. Да не ви пречиме? Не, какво пречење? Седнете. Донеси сладко за гостите. Сладко? Па нема веќе сладко. Бато Фазил го изеде сето сладко. Господи Боже, Фазил, ги изеде сите баклави во селово. Што да правам, ме сакаат сите, им благодарам.
Што има баторешат? Слушнавме пукање, затоа и дојдовме. Не, ништо, само пукна во воздух малку, да. Само онака. Да. Не, овој се исплашил дека ќе му дојде Лаз Измаил затоа. Како не ти заглави када е под во грло? Нели е така бе? Испланирал се и пукаше во мене, мислејќи дека е Лаз Измаил, ама ме промаши, среќа што ме промаши. Господи Боже, дај Боже да добиеш Јас не лажам, диабетес. пријателе, греф е тоа од Господ. Може да ми кажеш зашто се плашиш од Лаз Исмаил? Не се плашам, господине, имам. Тоа е претерано. Зошто треба да се плашам? Си ја задобме јапрак. Тој е непредвидлив тип, малку е луд. Па не знам дали ќе сака да се одмазди или ќе игра некаква игра. Не се плашам за себе, туку за девојките. Баторешат, ти знаеш дека Лаз Исмаил замина. Брат ми рече дека може да игра и игра, односно да замине, ама може и да се врати. Молчи. Девојко, молчи. Не, навистина замина. Всушност, мајка му се скарала со некој таксист и овој отиде по неа, да ја спаси, така ми кажа, да знаете. Навистина? Навистина бе, а рече и ова. Јапрак ќе си ја чука главата. Нека прават што сакаат, нека им суди возвишениот Господ, нека ги казни. Бурали, не се шегуваш? Абе не се шегувам, каква шега? Мене ми не достига, не ми е до шега. Ако ти не достига, а Боже мој, има една направа што се нарекува телефон. Ако сакаш да го видиш, јави му се. Тоне, спреми ми кафе со млеко силно да биде. Не сакам, не мачи се. Господин, имам, како може така? Какви се тие зборови, не се мачи? Господи Боже. Не ве пуштам додека не се напиете филжан кафе. Добро, бато, Не стој тука како дрво. Што реков сега јас? Види како ми приговара. Направи за мене едно девојко и со млеко да биде, ако може, се разбира. Добро, ќе направам во големо лонче за да може да пиете колку сакате. За сите ќе направам. Ете така. Може да се симнеме и на долниот кат, така? Само нека дојде, ајде. А, Види го ти, бато, Фазил. Вели дека ќе пиел со млеко. Како да не се засити до сега. Не се засити, уште малку и мене ќе ме изеде. Елмас, знаеш ли кој е најсреќен што Дузџин замина од село, а? Јас. Јас или ти, а? И ти ли? Ама Фердо не. Зет ми Дузџин не се разбираш ли? Кој ќе дојде дома? Ај, освен тоа и во ваква вечер. Тоа е ноќ на изненадување. Ќе се разбудиш како Елма секси, да знаеш. И слушај, немој да ми губиш поени слушајќи го тој шешат, ме разбираш? Да губам бодови. Сакам да кажам време, а реков бодови. Збунет сум, глупав сум, глупав коптагел. Тоа е што е, ето. Ај, будалче мое. Девојчево заспало. Девојко! Шш! Девојко! Каубојке! Ајде да кренеме, виде како спие. Ајде, стигнавме. Дојди, душа. Стигнавме, дојди, ајде. Добро. Ајде, Донеси, дојди, душа. ајде. Ајде, внимателно симни се да не ми се стркалаш. Вистинска каубојка. Ајде, оди. Колку смешно, девојче. Ајде. Ајде, наваму. Ајде, одете, ајде. Бе, девојче. Господе. Добра Добро вечер. вечер. Добра вечер, добре дојдовте. Перит не е со вас? Ќе дојде малку подоцна. Епа, добра ноќ на сите, ќе се видиме повторно, само да сте ми здрави. Дај Боже. Дај Боже, имам, дај Боже. добра ви ноќ. Добра вино. Добра ноќ, коптагел. Добра ноќ. Добро, ајде повелете да се качиме на балконот и да се напиеме кафе со Нема млеко. кафе со млеко, заврши. Како заврши? Свари се лонец. Ама бато Фазил испи 4 филџани, заврши.
Како и да е, ќе најдеме млеко, ќе свариме кафе, ќе ставиме и млеко. Господине Шишат, подобро е да го оставиме тоа. Многу сме изморени. Одиме да си легнеме. Видите само Јапрак. Јапрак стана како месечарка некоја. Погледне. Види. За жалење. Девојчево се затвора во себе. Погледне на што личи. Ајде. Значи, време е да си легнеме, да се одмориме, така? Да, господине, решат ми отекоа нозете. Навистина? Тогаш да поразговараме за кајгана и пршут. Пријателе, види, ја заврши таа работа со пастрмата, така, едно, две пастрма, па пастрма сега. Господе Боже, ајде, добра ноќ. Добра Добра ноќ. ноќ. Господе, Ова, си ја видов сенката, господине Решат, па затоа се исплашив. добро, добро. Што да правам кога те гледам, ме понесува чувството, тоа е. Дивјак еден. Ме среди и мене, и тоа убаво ме среди, знаеш. Се каеш ли? Да се каам? Не, никако. Ајде, ајде. Оди, ајде. И полека. Дојди ваму. Легувај. Ерол, ако сакаш легни си ти, ќе се легнеме и ние уште малку. Не, вечерва ќе останам буден, ќе чекам. Ерол, ако сакаш, чекај долу. Влези дома, отвори го прозорецот. Вратата внимаве оттаму. Добро, ќе одам, добра ноќ. Добра ноќ. Ајде, девојки, легнете си и вие ако сакате, доцна е. Ајде, да поразговараме јас и Ферит малку. Да, кај тебе има голема промена. Заради бегството на Ѓуѓун и кај вас се прекрши нешто. Му благодарам на Бога што го кажавте тоа. Благодарам многу, благодарам. Ајде, одете сега. Дадо, сакавме да поразговараме со тебе за Сонјун, нешто. Има денови пред нас, ајде. И не грижи се, нема да избегам како Ѓуѓун, тука сум јас. Ќе разговараме наутро. Ајде сега одете. Ајде. Добро тогаш. Ајде вам заљубени едни, добра ноќ. Луди се овие. Сакаше да ја кажеш за Коптагел и за Елмас, така? Сестра ни бар има право да знае и ќе ја кажам се. Вечерва не ја кажувај ништо. Останаа сами, Дадо. Денес има најубавата ноќ. Не е причина девојката не оди кај неа. Остави ја денес, нека биде среќна, добра? Добро бе, добро. Ќе издржам до утре, ајде. Знаеш зашто размислувам? Оној ден кога ми ја испрати твојата фотографија на интернет, јас за тебе во тој момент си помислев дека си некаков женкар. Ама ти излезе дека воопшто не си таков. Јас сакам да признаам нешто. Тој ден не ја испратив јас фотографијата. Како тоа? Кој беше тогаш? Џунейд? Џунейд! Да. Џунейд разговараше на интернет. Да, му велев да играме фудбал и му дофрлив топка. Топката го удри, а тогаш сакал да испрати негова фотографија, ма ја пратил мојата. Така ли, навистина ли? Да, навистина. Мислам дека да не ти ја пратеше Џунейд фотографијата, никогаш немаше да дојдеш. Немаше да те запознавам. Зошто зборуваш така? Зарем таткови немаше да дојде овде за да ја продаде земјата? Ке дојдеше ти со него? Повторно ќе се сретнавме ние. Немаше да дојдам. Татко ми ќе дојдеше без мене. Ама потоа дознав дека живееш во ова село. Затоа решив да дојдам со нив. Само заради тебе.
Не можам да верувам. Една топка, верувај, една топка ни ја смени нашата судбина. Сега да те прашам нешто. Ти велиш дека сум некаков интернет женкара, што правеше ти на таа страница за разговор? Ти не си таков човек. Па добро тогаш. Ќе ти признам јас нешто. И јас не бев тоа. Како така? Кој беше? Кој може да биде? Сонѓун. Вака, кога Джунет ја објави твојата фотографија, Сонѓун те видела и мислела дека си малку повозрасен од неа. И тогаш девојките се договориле, одлучиле мене да ме вмешаат, ја испратиле мојата фотографија. Види го ти тоа, неверојатно. Види го ти тоа? Неверојатно. Вистина било се. Леле, каква приказна неверојатно, значи. А да знаем дека Джунет е таков? Уф, бе. Ај, место да се кажеш, слушни ги слушаш што зборуваат. Велат што правеше на интернет, ти не си таков човек, ти не си таква, разбираш? Тоа значи дека ти си таков човек. Подобро, не кажувај никому да не се посрамотиш. Да. Абе, денеска си се закачила за мене? А види, лошо ли излеза? Сум запалила оган на вистинската љубов, нели? Да беше така, сестра ми, летово најверојатно ќе се омажеше за Бура ли Исмаил? Илгюн, знаеш ли, може би изгледа како случајност, ама мислам дека тоа ни е знак. Господ не поврзал. Затоа не дозволувај да ни застане некој на патот. Може ли така? Единствената препрека ни е татко ми. Само размислувам да не ми беше татко Дузгюн, мислам, не знам, да беше некој друг. Не би размислувала ни минута. Сега ќе бев твоја. Веднаш ќе се омажев за тебе. Ама ако не се согласи татко ми, нема да можам. Господе. Кукло, Шо, каде беше? излегов малку. Затвори очи, ајде. Ајде. Многу е жешко. Поли, изненадување!
Тоа е кутијата, полицијата ја врати. Каква кутија, каква полиција? Како може да најде полицијата? Ковчежето беше кај мене. Како успеа да ја земеш? Кога бевме во ресторанот, се сеќаваш дека отидов до тоалет, така? Епа. А? Јас мора да станам за кратко, да се измија малку ракце, лице, и се враќам веднаш, во ред? Добро, тетино. Ајде. Мајсторе, слушам. Има ли бато? Има ли задна врата од овде? Има бато, натаму е. Повели и не си ме видел и не си ме чул, јасно? Добре, бато. Ајде, фала ти. Добро. Што мислиш за мојот план? Ферит нема толку добри планови, а? Ајде признај, моите планови се подобри, така? Ама сите мислат дека е украдена. Епа, нека мислат бе што има лошо тука, еј. Епа, Душо, го праша Фердо дали да отвориме, рече ќе му даде на татко му и што можев да направам, Елмаз? Човек треба барем да ја отвори, да види што има внатре. И јас да ти кажам, многу сум љубопитен. Љубопитен сум, ама и избунет, а види, ти си смирена, така треба да биде. Ама да ја отвориме сега, да не ја мислам веќе. Може ли Ај да отвори? отвори, и јас сум многу љубопитна. Отвори, отвори. Иста си како мене. Ти си моја, и јас сум твој, знаеш ли ти? Ај, што ли има внатре? Чекај, полека, не грижи се. Чекај. Отвори, отвори, хајде. Еј, ти си љубопитна. Извади го катанчето. Ќе го извадам бе, Душо, полека. Чекај бе, Елма, застани. Душе. Ја отвори ли? Конечно, ајде. Да видиме. Господе, што е бе, пари, диаманти, што има? Ништо нема. Елмас, не ми прави вака, те молам, кажи ми. Ти се колнам, нема ништо. Што е ова бе? Ова е празна девојко. Празно е. А што би требало да има? Ова е некоја игра сигурно. Мислам, цело наследство сте го дале на Дузгјун, па ви оставил празна кутија. А залудно се занимававме со неа и тоа на ваква вечер. Срамота бе, штета. Ми пропадна и планот, бе. Како успел вакво нешто да испланира? Како ми го сруши расположението? Сега ќе затворам и ќе му вратам на Фердо. Ај добро, не мачи се веќе со тоа, утре ќе ја затвориш, остави го тоа сега. Добро, утре Ајде, ќе ја Душо. затворам и ќе му вратам на Фердо. Добро, Душо. Утре ќе ја направиш. И што ќе правиме сега? Има ли вести од господин Дузгин? Не, се уште не се јави. Ако не се јави по појадоков, ќе го барам. Јави му се. Јави му се. Да не се врати додека овде седи Ферит. Тогаш има да си помина многу лошо. Добро, ќе му се јавам. Бето Ферит, има вести за кутијата? Му се јави од полиција на Бато Коптагел? Не, уште не се јавиле, веројатно не ја нашле. А каде е кутијата? Ама каде си тетка Елмас и Бато Коптагел? А се прашувам што ли прават, како ја поминале ноќта? Како може, останале кај господин Решат. Живеат таму на приземјето. Не разбирам, што те интересира? Мене всушност најмногу ме интересира ова. Бато Решат е многу заинтересиран за тетка Елмас. Се надвам дека Коптагел нема да биде љубоморен и дека нема да направи ништо, нели? Што сакаш да кажеш? Јас, всушност, не сакам да кажам ништо. Не, со денови си чудна, не разбирам. Не, таа е таква. Само се ја интересира. Еден ден ќе има проблеми заради тоа. Нема да знае што ја снашло. Така, Сонгјун? Да, знам какви проблеми ќе имам. Само Бато Решат може да има поголеми проблеми, ама да не бидат само мои, нели? Какви проблеми ќе има Бато Решат? Што и да му се случи, ќе му се случи нему. Од кога толку многу се грижиш за него? Добро утро, добро утро. Добро утро, бато. Добро утро. Слушавам. Будна ли е госпоѓа Елмас? Да, се разбуди. Пред малку се истушира, а сега е долу си ја средува косата, а сега, бато, се тушира и Коптагел. И двајцата? Толку рано? Што има толку лошо? Многу е жешко се испотивме цел ден вчера во Мармарис. Слушај ме, пресоблечи се и не мишете дома како Дженифер Лопес.
бато, од каде знаеш за Дженифер Лопес, а? Господе Боже, само ти ли знаеш се? Има нешто што се вика вестници? Нема да се пресоблечам. Да Делма се лути. Ама не мене, туку тебе. Ама не рече дека сте се замирисале вечерва. Да Делма ке ми даде мирис, да. Што? Што ќе ти даде? Мирис. Парфем. Ке направам пшчи и ке мириса многу убаво. Има многу екзотичен мирис. Господи, ова го правиш за да ме налутиш, така? Не, бато. Зошто зборуваш така? Ама ке мирисам убаво како што мириса да Елмас. Што сакаш уште? Господе, помогни ми. Да ставам чај? Стави. Звони телефонот? Мојот телефон е. Може се од полиција, веројатно ја нашле. Ало, повелете, овде Ферид Сабит. Добро, веднаш доаѓам. Од полиција? Не, човекот што препродава, ме чека во кафулето. Ерол, одам во кафулето, внимавај на куќата и девојките. Овој идиот се однесува како да ми е газда. Не, Душо, како е можно тоа? Јас не видов сличност. Јас не видов никаква сличност. Зошто се смеете? Не ви е ли срам? Не е ли греота? Не е ли ви е срам? Греота е. Ај, Душо, не кажа ништо лошо какви да е. Да му се јавам јас на татко ми. И јас сум виновен. Не смеем да дозволам да седи на маса. Добро. Ало? Дали е тоа полициска станица? Колега, пријатна бато, пријатна работа. Извини што ти пречам, пријавив дека нешто ни украдоа. Па сакав да кажам... Да, јас сум Коптагел беше. Да, се извинувам што ве измачив, ама кутијата всушност не била украдена, ја најдовме. И ви се јавив да не ја барате залудно, затоа ви звонам сега. Нема на што, како така, тоа ми е должност, нели? Да, благодарам. Благодарам, ајде, пријатен ден, чао, пријатно. Девојко, го средивме ово, ајде. Земи сега и дај ми ја торбата. Ајде, Илмас. Ова работа е средена, ајде да одиме. Ајде, време е да одимеш. Еј, Коптагел, каде одиш? Имаме работа со тетка ми, што се случило? Што да се случи? Појадокот е готов, ајде, ќе појадуваме заедно и ќе се договориме. Не, сега мора да одиме во Мармарис. Се јавија од ресторанот каде што ручавме вчера. Таму го заборавивме паричникот, па мора да одиме да го земеме. Ајде, доста му обетење, мора да го земеме паричникот и некој ќе го снема. Ајде, доста веќе. До гледање. Колку чудни луѓе. Ама зборува за паричникот, бато, да си на нивно место и ти ке брзаш. Чекај, се јавува директорот на ресторанот. Молам. Значи пиеле и јаделе на моја сметка. Добро. Колку изеле? 250 лири. Добро, ќе платам. Туку позади на чекот пишува Елмас Екси, така? Добро. Внимавајте на паричникот на господја Елмас. Таа веќе тргна натаму. Паричникот. Им се јавивте на луѓето дека... Што? Дека го заборавиле паричникот? Па доаѓаат натаму. Доаѓаат да го земат. Што се случило, бато? Па си се наручале убаво и пишале на моја сметка. Ама не е проблем. Туку никој не си заборавил паричник. И сега? Добро, ама зошто рекоа така? Кој да знае? Овде нешто не е вред. Ама ќе се дознае наскоро. Полека. Што се случи и разговараше ли со тато? Од каков харем излегол тато, Девојкот каде може да излезе? Во Истанбул има голема автобуска станица, таму е. Секако. Не знам тоа, марем. Што правел таму? Ги следал до таму? Дознал дека од селото отишле таму и почнал да ја следи Ѓулѓун и другите. Ама што го здогледале, веднаш избегале. Тато рече ќе ги најде.
Додека не ги нашол, немало да се врати во селото и не зборува за ништо друго. Тато е луд и тоа е многу лош. Кога е таков, тоа е лош знак. А што треба да направи? Керка му е грабна, во прашање е честа. Што ќе направи Ерол? Ќе оди во големиот Истанбул и ќе ги бара? Како ќе ги најде? Се ќе заврши многу лошо. Истанбулецу, еден човек онаму некој си препродавач или што и да е те чека. Аха, да, знам, фала. Здраво, Здраво. здраво, добре дојдовте. Најдов. Бато, сакав да ти понудам чај, ама веќе пиеш уште нешто да се напиеш? Фала, не сакам ништо друго. Не, здравје. Фала. Што е ова работа? Ќе ги продавам производите на господин Дузгјун, а овој човек е одговорен за купување на производите. Уште еднаш на здравје. Фала. Фала. И двајцата се согласуваме, така? Нема проблем, нели? Не, бато, прво да видам. Ако нема промена, цената ќе се биде иста. Добро, тогаш да одиме веднаш. Добро. Вие имате превоз? Секако, повели. Абе, кој е човеков? Некој си препродавач, ќе ги купува производите на Дузѓун. Одам да завршам нешто, биди во кафулево. Добро, ма ќе се напијам еден ајран за тоа. Добро бе. Ти благодарам. Ќе се напијам ајран, така, сакаш ти? Среќа. Ајран ќе си земам. Сакаш и за тебе? Не сакам, не сакам. Ама да и кажеме на Илгјун, може ли? Молчи, ајде. Што сакате да ми кажете вие? Види, тато, сакам да ти кажам нешто многу важно, ама не можам заради нас, Ѓун. Што е тоа? Ајде кажи ми. Дадо, не сакав да кажеме никому, да не се вознемируваат во селото, ама Сунгјо не може да молчи. Секако дека не можам. Сестра ни мора да знае се. Ај, Господи Боже, многу сум љубопитна. Ајде кажи ми што сакаш да ми кажеш, што е тоа? Коптагел има девојка. Кој е тоа? Елмаз. Што? Елмаз. Што значи тоа сега? Сериозно да? Господе Боже, не е можно тоа. Ајде да ја го покажеме видеото. Ајде, тато, те молам, дај го телефонот, ајде. Девојко, свесна ли си што зборуваш ти? Не е можно. Дефинитивно грешите. Не, дадо, не. Види и провери. Боже. Што е ова? О! Боже. Ај, земи. Не е можно. Не можам да верувам. А ќе веруваш ли сега? Па јас сега сум шокирана. Дури и Ерол би паднал. Аха, заради тоа Елмаз ми беше толку љубоморна. Сега ми е јасно. Затоа Фери ти рече вашиот брак е технички невозможен, значи тоа технички всушност мислел на тоа, нели? Да, ама со тие технички работи не влечеа сите за нос. Во право си. Тато никогаш нема да те даде на Коптагел благодарение на ова што го имаме врац. Да. Сега не знам дали треба да бидам срекна или изненадена. Не знам. Радувај се и не можеш да бидеш изненадена колку сакаш. Всушност, сега размислувам за тоа како да го откриеме овој инцидент во селото. Тоа значи дека ќе ги погодиме луѓето во срце. Девојко, што сакаш од овие луѓе? Тие се заљубени. Да, прво треба да ги прашаме зошто така не лажеле. Може би се невини. Навистина нас ги не во право. Пред да разговараме со Ферит, нему да кажуваш ништо, добро? Внимавајте да не ви се испусти некаде, ве молам. Добро. Илгјун, Што се случува? ќе зборувам со неа. Не може да разговара со неа. Оди бе таму. Еј, пријателе, застани. Еве што ќе направиме. Прво, Бурали, ќе си добиеш по главата. Мене ли ке ми се занесуваш бе? А оно истанбулецот седи овде цела вечер. Што молчиш бе? Внимавај што зборуваш ти. што е ова?
ти земи! Што правите вие? Јоѓун мора да зборуваме 5 минути. Добро, да разговараме, добро. Сакам да зборуваме насамо. Ајде, стимнете се вие долу. На кому му зборувам јас? Ајде, стимнете се. Ајде. Дојди седни, ајде. Што се случи, Исмаил? Не знам како да почнам. Кажи веднаш, Исмаил, зашто сакаш да разговараме? За Ферит. Што се случило со Ферит? Пред малку се сретна со некој препродавач, отиде да ги продаде вашите производи. Да, знам за тоа. Кога се откажа продавачот со кој соработувавме, од секогаш, Ферит најде друг човек. И добре што најде, знаеш, и неку сите производи ке скапеа на полето. Би сакал да беше така наивно. Што значи сега ова? Ова значи, откако дојде Ферит овде, стана многу самоуверен. Вчера те видов со него. Сестра ти избега, ти си се смее со него. Можно е. Се случи нешто во тој момент. Ај ти зошто не гледаш така скришно, а? Не ти е срам? Што мислиш, зошто? Па толку години чекав, а некој друг е со тебе. Знаеш дека многу те сакам. И имав надеж за нас. Ништо не ми пречеше. Ама откако дојде оној Ферит во ова село, ти нему му го даде своето срце. Кажи ми сега. Залудно чекав, кажи ми. Исмаил, слушај, јас го знам тоа. Во селото сите велат дека ние сме пар затоа што сме биле на иста возраст. Ама никогаш не сум почувствувала љубов кон тебе. Во тебе секогаш гледав само пријател. Значи, никогаш не си ме сакала? Не сакам да те лажам никогаш. Затоа не ти дадов надеж никогаш. И ти добро знаеш, сите го знаат тоа. Па во кого си заљубена? Во Ферит ли? Па... Нешто друго чувствувам кон него. Те молам, не биди тажен. Многу те сакам јас тебе. Ти си мојот најдобар пријател од детството. Немој, те молам. Не прави вака. Што да правам? Не можам поинаку. Морам да бидам искрена кон тебе. За да не страдаш уште повеќе. Сонував убави соништа со тебе. Колку убави соништа беа тоа? Сега ги нема веќе. Да знаев дека еден ден ке застанеш пред мене и ке ми го кажеш ова, немаше да сонувам. Затоа што тие соништа беа толку чисти, толку наивни, не можеш ни да замислиш. Но еве сега се колнам. Веќе никогаш нема да сонувам за нас двајцата, се колнам. Ти посакувам среќа во животот. Не сум јас будала да сакам да ви уништам врската. Ти посакувам се најдобро.